Драги пријатели и драги непријатели, добродојавте во следното видео кое сакам да го посветам на еден вид граѓани на РМ. Тоа се моите, вашите, нашите, сечи соседи. Видови на соседи. Првиот вид. Сигурно имате таков мало, во секој мало има еден таков. Намќор невиден, тежок намќор, можно да има бркови, можно да слушнете како ја тепа жената пошто дома нема ручек. Не дај Боже да ти падне топката во негов двор. Мислиш, вие сте Одисис? Одисис? И кога фрлате топката внатре има некоја бомба, па он одма ја зима тука, ја распарува со нож, па гледа, па ти ја враќа назад и вика уште еднаш ако си фрлил топка во мој двор. Да, они всушност имаат фобија од фудбалски топки, тоа е фудбалофобија, не знам. Достојна на својата традиција, достојна на тоа дека ние и сите оние кои некогаш во животот играле со топка, сите заслужуваат да им ги дупат топките. На сите топките ден ќе ви ги издупчат. Ако е баба, најчесто има бавча и засадила 2-3. Човече засадила 2 крстајци, од кои едната не никнува пошто црфи ја јада доздола и топкава паднала до крставиците и одма тука почнува. Ненормалниот ни топката на крставиците ми падна, ми ги скршивте крставиците, шо ќе јадам ја, а? Ти, на кој си? На кој си ти, а? На те знам тебе, на Стево? На Стево ли си, леле, кога ќе му кажам на Стево што прави со тоа топката, ненормална една, ти чив си бе? Чив си ти, на Спире? Втор тип се милфици. Според некој чудо, она има сопруг кој го мерат, ако ги знаат оние вагина на граница за камиони над 5 тона. Следи трендот, ја се следи модата. Лебе, не ме снимај. Леле, јас многу си го сакам моето расенце. Да, он оди на патишта работи, кој патишта таму работи. Омилена боја ми се леопард и тигар. Чим ти се омилена боја леопард и тигар, Господ на помош. Стара мома, која има над 40 години, она не се облекува добро, не изгледа физички добро, уште помалце психички, но сака да живее во времето кога имала 20 години, се труди да се дружи со млади и цело време вика некој млад на кафе. Никој не оди на тоа кафе. После имаме тип на соседи кои уште се во времето на Тито. И тие, драги мои, ако им влезеш внатре, они уште на телевизорот имаат слика од Тито. На телевизорот им е плазма, модерен, се пали на говор, се пали, само му викаш он и он се пали, ама одозгора на плазмата на тој модерен телевизор има миленце. И миленце има и одоздола миленце и после се чуди зошто не ја фаќа телевизорот. Сензорот ти е покриен со миленце. Ако живеете во зграда, сигурно знаете дека многу често има студенти. И многу често тој што им го изнајмил, им го дал под кирија станот на студентите се кае. Станот на студенти им го издава машко машки газда. Он има проблем со студентите, ама од друга страна студентките се таму не се слушаат звуци од раштима на гитара. Сосед, политичар, пропаднат политичар, се бави уште со политика, верува во политиката на Македонија, верува во политиката надворешна, внатрешна, интрутерина, екструтерина, секаква политика и можеш да го видиш како надвор на тераса опна знаме од партијата негова. Ева га волкаво знаме. Кога се избори ако победи неговата партија? Огномети, бе. Он огномети не пушти кога синот му се роди. Ама кога победи партијава, 5 врсти на огномети нарача. Има многу детно семејство. Со по 10 деца, па трчаат, растрчани се насекаде. Жмурка кога играат сегде ти се кријат во двор, па ти не знаеш мој ли е, не ли е, немам, чекај. Ти чиво, мој си, не си мој, чекај, немам ја дете, чиво си.
Ајде марш дома. Згради кога, нели ако живеете исто во зграда, доле на клупите обавезно на кај 4 часот попладне во летните периоди кога заладува, се семнуваат баби од по секој влез. Леле да ти кажувам. Оној Васко го знаеш на Перо син му? Вчера случајно, станувам на кај 4 сато сабајле, се пентарам на пенџерето да вида шо да вида, леле. Во 4 сато се врати. Да ти кажам, сигурно е наркоман. 100% е наркоман, 100%. Шо пара иначе во 4 сато да се враќа ненормален еден. А ти што бараш од 4 сат на прозор да здремеш, а? Комри ти Васко, мри, да видиш онаја Кристина од доле. Вчера еден ја врати со БНВ. Тоа БНВ-то знакчето ше вака, како Мерцедес, ама БНВ, со тоа ја врати. Леле, се расипа. А што мирно дете беше, бе, до 4-то со сите петки. И, ова е стандард ситуација што не си има случајно на сите, си седиш ти така мирно и ти звони звонче. Кој ли е? Ние сме од Јеховини, од Буда сме. Православие. Ние сме од муслиманската заедница. Жане, извини, да не имаш малце да ми ставиш зејтин. Само те молам кристал ако имаш. Добро, може и брилјанти, не ве повели во ова стави. Жане, извини, кафе да не имаш да ми ставиш. Ајде, жити се гости ке ми дојдат, нем стави ми во ова колку може. Абе, Златна, у тоа цела куќа можам да ти ја ставам. Ако ти ставам 2 капки зејтин, ке не можеш да ги извадиш после. Со здравје муабетот.